Време е за вториот разговор ова денешно издание на утринската програма. Го најавувам уште од самиот почеток октомври. Е национален месец за свесноста за рак на дојка, кога јавните организации, медицинските професионалци, владините агенции организираат и работат на промовирање на свеста за оваа болест. Промовирање на свеста вклучува и едукација за превенција и лекување, прибирање финансиски средства, правење напори во изнаоѓање лекови и поддршка за оние кои преживеале. Кога станува збор за ракот на дојка, го имаме вистинскиот човек со кој што ќе можеме да разговараме ова утро. Добро утро и добре да велам за доктор Митко Караѓозов. Добро утро на вас и на вашите гледачи. Во овој месец и ние се вклучуваме во оваа светска кампања, се разбира, кога станува збор за подигнување на свеста за ракот на дојка. Истражувајќи, гледајќи едно од вашите минати интервјуа, велите дека карциномот секогаш се врзува со смртта, тоа е првата. Помисла меѓутоа денеска во светот карциномот на дојка е излечив од 60 до 99%. Да, и понатаму останува таа статистика со тоа што старосната граница се повеќе и повеќе се менува. Статистиката на излечивоста на карциномот на дојка е навистина импресивна. Ама раното откривање на карциномот на дојката е предусловот за да биде пациентката влезена во таа добра статистика 99 или близко до 99% излечивост. Живееме во време во кое што живееме, оптеретени со се она со кое што сме оптеретени. Сите ние носиме потенцијал за развој на карцином, а дали ќе излезе и кога ќе излезе на површина зависи од некакви провокациони чинители. Кај карциномот на дојката најчестите провокациони чинители се хормоналниот стрес, понатамо психичкиот, физичкиот стрес, храната, хемијата, која што секојдневно ја примаме. Сигурно генетиката е многу битна во таа работа, но стресот, хормоналниот и секојдневниот психичкиот стрес е основни провокатори за настанување на карциномот на дојката. Сега тука следи оној чекор во кој дел од статистиката во излечивоста на дојката ќе влезете. Дали ќе влезете во 99% излечивост или ќе влезете во 60 или многу помалку од 60%. Само прегледувањето значи можност за рано откривање на карциномот на дојка. Тука е целта на сите оние кои што ги водат сите овие кампањи на државно ниво, за да ни ја подигнат општата и медицинската култура на секој поединец во нашата земја. А вториот чекор е квалитетно и професионално диагностицирање на сите болести на дојката, меѓу другото и карциномот на дојката. Знаете што, за жал, живееме во простор во кој што се уште и општата и медицинската култура на македонската жена е прилично на ниско ниво. Значи, ќе ви кажам во последните денови еден пример. Генетски оптеретено семејство, мајката умрела од карцином на дојка, сестрата близнакиње со години се борела и умира сега од карцином на дојка. Втората сестра доаѓа, значи веднаш после смртта на незината сестра близнакиња доаѓа во една фаза на карцином на двете дојки, од кои што едната е во исклучително напредната фаза. Значи, нема објаснување, но освен, за жал, примитивен однос и ниска медицинска култура. Добрата диагностика, знаете што, порано не е битно преглед од медицинско лице. Многу е битно да се прави прегледот од професионални медицински лица кои што знаат што е дојка, знаат што е болест на дојка и знаат да реагираат адекватно. Во минатото беше централизирано диагностицирањето и прегледувањето на дојката во неколку центри во државата и во тие институции работеа врвни професионалци. Сега тоа стана бизнис и секаде се работи преглед на дојка, се даваат некакви сликички од дехо од кои што ги импресионираат пациентите, но тоа не значи сликичката не значи и знаење, не значи диагностика, не значи почнување и адекватно лекување.
И затоа многу е битна само прегледувањето, ќе повторам, и преглед од професионални стручни лица кои што знаат што е болест на дојка и знаат како да реагираат и што да реагираат. Јас сум хирург. Ги лечам туморските болести хируршки на дојка и карциномот на дојката. Хирургијата во однос на дојка во однос 40 години работам овој занает. Хирургијата на дојка во почетокот на мојата професионална хируршка кариера и денешната хирургија на дојка многу малку има напреднато. Но диагностичките процедури и понатаму патохистолошките анализи пред и после операцијата се со многу големи чекори напред. И сето тоа овозможува квалитетно диагностицирање, воспоставување на квалитетна диагноза, која што понатаму, благодарение на исклучително сериозен онколошки третман, дава одлични резултати. Технологија морате да поседувате. Значи, во диагностицирањето на дојката, кога ќе дојде пациентка во професионална институција која што се бави со болести на дојката, покрај нови генерации на ЕХА, кои што веќе се и тродимензионални, треба да има добар мамограф. Јас работам во клиничка болница Систина, каде што го заокружуваме кругот и со магнетната резонанса, али магнетна резонанса на дојка. Затоа што тоа е многу различно од магнетна резонанса, генерално што се прави во телото, затоа што карциномот на дојката може да биде со еден фокус, може да биде мултифокална во истата дојка, во другата дојка. Тоа се карциноми кои што се по 2, 3, 5 мм во пречник и кои што со конвенционалните диагностички процедури не можат да се видат. Значи, имаме врвна технологија, но без врвен доктор не правите ништо. Имаме докторка Чапова, која што е човек кој што само може да го посакате, затоа што си ја знае работата, си ја сака работата и знаете што, големо задоволство е кога ќе ви дојде пациентка со диагностициран карцином од неколку милиметри. Тогаш вие сте опуштени и можете да раскажувате многу романтични и позитивни приказки за тие пациенти, затоа што таков карцином едноставно, секогаш муабетот го завршувам, кај такви пациенти, вие ќе живеете и ќе си умрите од тоа што ви е пишано, не од оваа болест. Но оваа крајна реченица во секој муабет со пациент кој што боледува од карцином на дојка или на други органи, може да биде со многу подруго сценарио, со многу подруга статистика, со многу подруги прогнози, ако доаѓа во некоја сосема поинаква и друга фаза. Добар дел од пациентите касно првично се јавуваат на доктор, но има многу сериозен број што не е добро и затоа треба малку пошироки дебати и размислувања. Многу од пациентките долго време одат на прегледи, одат на редовни прегледи, но не се откриваат болестите кои што се, кога ќе дојдат вака кај професионалци, многу евидентни и многу видни. Тоа значи дека тој процес на контроли, прегледи и условно кажано лекување било од непрофесионални луѓе во непрофесионални институции. Ги споменавте само прегледите, намалена е старосната граница. Прашањето ми кога треба да се почне со превентивните? Знаете што, превентивните прегледи. Еве сега во овој момент имам пациентка. Знаете што, кога почнав кариерата, жена од 55-60 години, беше млада жена кога добиеше карциномот на дојка. Еве ја во овој момент имам две пациентки кои што едната е 24, другата е 25 години и двете се во фаза на бременост со карцином на дојка. И тука постојат многу медицински дилеми, ама кога ги имате овие вакви случаи, најмладиот пациент кој што бил кој што сум го оперирал јас со карцином на дојка е 22 години. Значи, кога ќе ги имате во вашата кариера 22 годишна, 25, испод 30 години, прилично често веќе пациентки со карцином на дојка, тогаш
паѓа во вода сето она пропаганда дека после 40-та година треба да се прават редовни. Не е тоа пропаганда, тоа се препораки на Светска здравствена организација. Знаете што, денеска сосема е поинаков животот и не можете да ги укалупите стандардите кога некој вели нешто како треба да веде. Сепак биологијата на карциномот во нашиот простор, македонската жена е најверојатно нешто поинако или е поинако од она кое што жена е жена, дојка е дојка. Ама има многу работи кои што прават малку поинако да се гледаат работите кои што произлегуваат дали од генетиката, дали од биологијата на туморот, дали од начинот на живење, дали од исхраната, дали од загаденоста, дали од стресот со кој што сме обкружени. И ја лично не ја прифаќам приказката дека треба од 40 година или од 35 година натаму или после првото породување да почнат редовните прегледи на дојка. Денеска имаме се повеќе и повеќе млади жени кои што, гледате, браковите се сведени на минимум, значи првиот услов ожени се, роди дете и почни со прегледи на дојка, веќе не ваш старосната граница на брачните заедници се подига. Сексуално девојчињава почнуваат многу рано да живеат. Значи, многу работи се веќе измешани во целата приказка. Значи, ја мислам дека после првата менструација веќе може би не, али треба да се стварат навики од најрана возраст. Тоа не е срам, тоа не е табу тема во секое семејство. Треба да се разговара од најраната возраст, мајка и ќерка да имаат добра комуникација и секоја промена која што ќе ја почувствува со само прегледот и најмалото девојче, кое веќе е хормонално зрело или почнало сексуално да живее, да го алармира на својата мајка и понатаму да се превземаат мерки, кои што треба да се превземаат. Значи, старосната граница по мене е многу симната долу, не би кажал од колку години, али од најмала возраст, како што треба секоја млада девојка и жена да има не срам или табу од одење на гинеколог, така не треба да има срам, односно треба да створи навика да оди на преглед на дојките, што треба да оди преглед на зъби и се онако што влегува во систематски. Да, дефинитивно. Докторе, мастектомијата или хируршкото отстранување на едната или на двете дојки, деломно или целосно, несомнено влијае на сликата на жената. Тука се емоционалните, социјалните, сексуалните импликации. Меѓутоа, некако кај нас пресе како да гледат да го решиме проблемов, а после ќе размислуваме за реконструкција. Знаете што, ја ова стално кажувам една паралелна приказка, пошто многу години работам интензивна хирургија и во ургентен центар се случува сообраќајна несреќа и сите учесниците и семејството на тие што били учесници во сообраќајната несреќа дај да преживеат тие што се учесници во сообраќајката. Како поминува времето, дај да и ушиќариме што повеќе од осигурувањето, да не платиме, па после тоа да и да не биде крив и така. Значи, шокот од сознанието дека имате карцином во почетокот е страшен. Многу е битен пристапот на тој кој што треба да ја превземе одговорноста во лекувањето на пациентот и се разбира многу е битно нивото на општата и медицинската култура на пациентот. Но во доба разговор во кој што треба да се олабави пациентот, вие треба да му ги дадете сите аргументи на пациентот дека ако е тоа навистина така, дека боледува од болест која што има лошо име, но болест која што има добра прогноза и болест со која што ќе живее и ќе си умре од она што е пишано, не од она кое што е карцином како болест во пациентката, но треба да го помине патот на лекувањето. Сега, треба многу чинители во тој шок да ги објасните на пациентката и она savестно да ги обработи, за да донесе правилна одлука за себе, но за сето тоа треба да ја помогне докторот. Ние, за жал, работиме прилично напредната карциномска хирургија, која што во старт е осудена на
радикални операции. Второ, ние спомнав магнетната резонанса како диагностичка процедура, од кога влезе во да речеме моето секојдневно работење, за жал не е влезена генерално во државата, бидејќи како процедура е поскапа. Ние во протоколите кои што ги имаме во Систина, секој пациент кој што оди на операција на карциномска болест, прво правиме магнетна резонанса. Зашто го правиме тоа? Затоа што она што го пипа и што е со биопсија докажано дека е карцином е јасно. Но со конвенционалните диагностички процедури може да биде мултифокален карциномат. И порано се случуваше, вие ќе го извадите она што го пипате и што е диагностицирано како карцином и за 6 месеци ќе букне повторно карцином. Иако пациентот е во процедура на лекување, на онколошко лекување. И тогаш се случува непријатна ситуација, пациентите доаѓаат и велат: докторе, вие лошо ме опериравте. Не сте извадиле се. Не е извадено се. Не е предоперативно видено се што постои во дојката. Сега, од кога го имаме тој аргумент, ако е карциномот мултицентричен, тогаш морате да одите на радикални операции. Многу мало е процентот на пациентки со кои што можете у старт да одите на хирургија за лекување на карциномска болест и во старт да почнете со реконструкција на дојка. Моето искуство од толку години покажува и дека да се направи радикална операција е најубаво во стартот, ако тоа ја бара ситуацијата, да го помине пациентот онколошкиот третман, кој што отприлике хирургија, рехабилитација од хирургија и после тоа онкологија отприлике трае година дена, ментално ќе се среди пациентот во меѓувреме, после шокот и од првото сознание и како поминува времето, така бледе е стравот од умирањето од карциномската болест, никогаш не може да се избрише, но бледе е. Пациентот после година дена само одлучува дали откој ќе свати дека животот продолжува. Сега можам да си обрнам внимание, јас сум болен, имам карцином, но морам и можам да живеам понатаму. Тогаш да се отпочне со размислување, припремање и евентуално правење на реконструкции кои што би ја вратиле жената како жена со уште еден орган кој што е сериозно болен. Имаме уште многу прашања, меѓутоа, за жал толку ни дозволува времето, ќе го заокружиме разговорот. Што е важно да се знае кога ќе говориме на оваа тема и колку ова брзо темпо на живот, овој стресен живот кој што го имаме, влијае на сето тоа? Влијае премногу, но знаете што, сите ние трчаме. Дали по животот, дали по работата, дали по семејството, дали по парите, затоа што сето тоа е врзано со сите вие претходни кажани работи, но мора да имате дел од животот, значи не се тоа денови, не се тоа недели. Тоа се часови кога треба да си посветиме сами на себе, затоа што и на своето здравје, дали е тоа во прашање. Знаете што, систематскиот преглед е една многу сериозна институција, кој што ако се прави во сериозна институција, со професионални луѓе, може многу да помогне. Во некои западноевропски земји, животот е суров и вие без работа не можете да живеете. Парите се се во животот, за жал. На запад менаџерите на фирмите обврзуваат, вие подпишувате таму секоја година договор со фирмата, дали го продолжувате, ќе продолжите да работите или не. Али секој нов договор е врзан со претходна проверка на вашето здравје. Ако сте здрави, одите понатаму, ако не сте здрави, за жал отпаѓате. Ама тоа е еден систем кој што овозможува и со тие проверки дали сте здрави, можете да продолжите да работите и откривање на болест, рано откривање на болести кои што со рано лекување многу брзо ве враќаат во нормално живење и продолжување на екзистенција. Иначе, ако го откриете карциномот на дојка на време, вие за неколку месеци имате пациент кој што е вратен на работа.
Ако вие го откриете карциномот на дојка во напредната фаза, вие имате пензионер во државата. Значи, еден човек повеќе кој што ќе живее на грбот на другите. И кој ќе ги измерите сите работи, многу е битно да постои држава, секогаш, која ќе води сметка за своите граѓани. Емоции се веќе многу малце во се. Се е бизнес. Значи, ако имате здрави луѓе, имате здрави работници, имате бизнес. Колку имате повеќе болни, толку имате повеќе оптеретување на фондовите за пензија, односно тие што работат и за себе, и за државата, и за тие кои што не работат. Значи, моја препорака е рано почнување на редовни прегледи, прво само прегледи. Само прегледите не се наивна работа. Мора да постои тука системна едукација, не е никаква филозофија тоа, ама треба да се знае како тоа се прави и многу е битно да се воочи разликата меѓу еден и друг преглед. Значи, тие се неколку работи кои што ако вие ја едуцирате младата девојка, тој ја останува до крајот на животот. Ништо повеќе не треба. Значи, редовни прегледи, само прегледи и второ, редовни прегледи во, ке нагласам, ако треба и 100 пати, компетентни медицински институции со компетентни доктори. Не да биде тоа превара, него да биде реалност која што ќе овозможи рано диагностицирање на болести кои што, ако на време се лечат, се 99% излечиви. Докторе, ви благодарам за одвоеното време за разговорот. Ќе закажеме повторна средба, не само во месец октомври, треба постојано да се говори на оваа тема. Па, да ви кажам, треба секојдневно да се говори. Мене ми е жал што еден куп луѓе беа многу ангажирани во една сериозна, континуирана 365 дена кампања, да речеме, Сдруженијето на Виолета Томовска, која што како еден јавен лик кој што го импресионираше секој македонец, со години зборувам, значи јас за ово зборувам за пред 30 или 40 години, па до пред еден известен број на години. Тоа здружение одеше во најруралните села, одевме во местни заедници, одевме во селски средини кај што немаше ни струја, разговаравме со жени, едуциравме. Тоа беа многу убави нешта. Денеска се многу софистицирани. Медиуми има, едно има, друго има, ама знаете што, кога ќе отидете на жената таму кај што живее и ќе ги покажете вистинските нешта, приказката е малку поинаква. Затоа што во Македонија се уште има места кај што нема струја, нема телевизија, нема радио, нагазија лампа се, нема телефони, нема компјутери, а тие жени се исто жени кои што може да се развоат од карцином на дојка. Да се надеваме дека целата оваа слика ќе се промени, како медиум, како редакција сме тука ние да информираме, се разбира. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време за разговорот. Благодарам и на вас.